работата со тој јавен сектор што е потребна многу поозбилна реформа отколку само покачување на платите. Ако се збори само за покачување на платите, нема да има ефект, освен ако им се покажат платите, па тие бидат еден период позадоволни. Но тоа не е целта на реформата. Целата реформа на јавната администрација, целиот јавен сектор на Македонија е многу крупна реформа. Прво, сега Македонија има недостаток на работници. Недостаток на работна сила. Приватниот сектор, фирмите, фабрики и било кои други фирми, можат тоа да го искористат и некои го користат, ама и они не ќе да ги покажат плати, да ги видат најдоброто од јавниот сектор, како работна сила. И тоа јавниот сектор ќе се најде во сосема безидејна ситуација, бидејќи со ниски плати и неквалитетна работна сила ќе остане. Значи ќе мора тука под тој притисок нешто да се прави. Само платите ги покачуваа во јавниот сектор, туку така, не дава ефекти. Мора да се направи некоја промена, има луѓе во јавен сектор и во државна администрација што многу работат и принесат, и има еден куп кој што ништо не работи. Тоа треба да се исчисти барем. Не работиш до гледање. Не работиш кој треба до гледање. Еве ти обука, преобука, почни да работиш кој треба или до гледање. Тие што работат многу добро награди, за да останат трајно тука и да имаме ефект од нив. Ама тоа е многу покомплексна реформа отколку само да седнеме со сон, па ќе ги качам платите, нема да ги качам платите, па толку, па не сега до година, па не во март, во април, па не во април, ај во јуни. Пазарење Тоа ништо не постигна. Многу е комплексна таа реформа, а владите по дефиниција се плашат од неа како од најголемо зло. Реформа на јавниот сектор. Страшно се плашат од неа. И гледате што направи влада. Ништо не направи, само ги смени раководните личности. Тоа не е реформа. Тоа реформа не е. Тоа е промена, замена, едни до други. Не е тоа реформа.